Подпредседателката на САД и демократската кандидатка за председател Камала Харис ги фокусираше своите забелешки за Иран на одбраната. Да знаете дека никогаш нема да се двоумам да преземам каква било акција, за да ги одбраниме нашите сили и нашите интереси против Иран и терористите поддржани од Иран. Во дебатата со нејзиниот републикански ривал, поранешниот председател Доналд Трамп, таа вети дека ќе го прошири тој одбранбен пристап кон Израел. Секогаш ќе му дадам на Израел можност да се брани, особено од Иран и секоја закана што Иран и неговите полномошници ја представуваат за Израел. Администрацијата на Бајден и Харис помогна Израел да се одбрани од воздушен напад од страна на Иран во април. Исто така минатиот месец испрати војни бродови во регионот за да го одврати Иран повторно да го стори тоа. Нагласувањето на тој пристап би можело да им се допадне на некои американци. I think that she knows Americans are tired of war. Таа знае дека американците се уморни од војна и сигурно не сака да звучи како да бара друга. Кој може да биде против одбрана? Но администрацијата на Бајден и Харис исто така виде дека застапниците на Иран ја ескалираа нивната агресија во август, напагајќи ги американските бази во Ирак и Сирија и екзекуирајќи американски заложник во Газа. There has been zero retaliation from the United States. Немаше одмазда од САД. Тие ја задржаа таа одбранбена положба. Загрижена сум дека Иран добива порака, оти може да продолжи да провоцира и да ескалира според нивните услови, а САД ќе одговорат, но нема да преземат иницијатива. Трамп ги нагласува своите постапки за санкционирање на Иран поради неговото однесување кога тој беше председател. Им реков на Кина и на другите земји, ако купувате од Иран, нема да ви дозволиме да правите никаков бизнис во ова земја и ќе поставиме царини за секој производ што ќе го испратите од 100% или повеќе. На дебатата тоа обвини администрацијата на Бајден и Харис дека го збогатувале Иран и неговите застапници со облажување на притисокот. Тој вети дека ќе ја реши заканата од Иран, но не даде детали, велејќи: Погледнете што се случува на Блискиот Исток, ќе го средам тоа брзо. За време на неговиот мандат, Трамп се вклучи во 2-годишна кампања за максимален притисок против Иран. Избегнувањето на Трамп повторно да се посвети на таа стратегија, но дава можност да води нова политика што побрзо го притиска Иран. Една сличност меѓу Харис и Трамп е тоа што ниту еден од нив не кажува што ќе преземат ако Иран направи нуклеарна бомба, перспектива што иранските власти ја навестија.